Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи, заедно со мене и со Мухич. А темата за денеска е да проговориме за очекувањата по однос на резултатите од промените, односно од реконструкцијата на владата, и тоа еве за почеток, тоа можеме и да го направиме, затоа и мислев да почнеме не одеднаш, туку со првите три, не по некој редослед, туку еве кои веќе ја спроведоа постапката на примопредавање, а и кои се реално и доста специфични ресори. Такове Министерството за здравство, денеска токму ете Сашо Клековски, поранешниот директор на Фондот за здравство, ја презема функцијата министер за здравство, Азир Алију му ја предаде оваа функција. Овој сектор и тоа како чувствителен, особено имајќи го предвид тоа дека е најделикатен, со најмногу, може да се каже, или комплексни проблеми, а при тоа и најголем број на промени на министерски места. Токму ете и Алију кој пред неполни 13 месеци, ако не се лажам, беше назначен на оваа функција и тоа донесен на голема врата, директно ете препорачуван од премиерот Мицковски со тие големи работи дека ќе ги спроведе дигитализација и така натаму, некако по само 13 месеци си заминува. Значи период кој апсолутно не е доволен да се види нешто многу, а се виде нешто сепак. Имајќи ги предвид состојбите во здравството, мислам дека може да се каже дека некакви придвижувања имаше. Кога зборуваме ете и за влада и за доаѓање на нови функции, постојано е оној пристап, ете, оние кои не сакаат априори да бараат веднаш резултати, па велат да се даде време малку и така, па еве година-две влада, па чекајте колку било упропастено и за 20 не може да се види и така натаму. Меѓутоа, дотолку повеќе кај Алију би рекол дека и особено во толку девастираното ткиво на здравството, некако, може би некакво раздвижување видовме, и сега, ете, тој заминува. Дури тој и кажа во неколку наврати дека не избира тој, дека никој не го прашал. Со други зборови, ете, сменете. Пофален од премиерот, но сменете. А на негово место доаѓа, ете, директорот на, поранешниот директор на фонд Сашо Клековски, кој инаку пак интересно пред неполни 2 месеци всушност беше назначен за директор на Фондот за здравствено осигурување со нов полн 4 годишен мандат. А како ќе се прашате? Па така што по доаѓањето на власт 2024 година, тој на оваа позиција беше назначен како ВД директор и ја обавуваше до 19 мај 26-та. Сега, велам, затоа неполни 2 месеци, денеска 14-ти. И на 19-ти беше назначен со нов 4 годишен мандат, значи, а тоа е онаа пракса, ВД директор, ВД на јавни патишта и слично, доаѓаат на ВД позиција и потоа само се трансферира. Тука потраја ова подолго, но успеа, конечно, и само што се префрли, го назначија за генерален директор, со нов 4 годишен мандат испадна ни 2 месеци. Тоест се ресетира и отиде сега му почнува мандат, а ќе видиме колку ќе трае, барем ете декларативно е 4 годишен мандат за позицијата министер за здравство. Инаку ете доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН, долго ете тактизираше дека е независен и слично, но потоа ете во извршниот комитет и од тука ете почнува и неговиот пробив на овие ете значајни функции. Значи, што би може да се очекува од овој ресор Министерството за здравство, што видовме од Алију,
и дали барем ќе продолжиете некое бранување во позитивна смисла да се надеваме. Од друга страна, интересно е пак тоа што на местото на Клековски доаѓа Златко Перински од локална самоуправа, инаку дипломец на физичкиот на факултетот за физичка култура, кој предходно беше и директор на спортскиот центар Борис Трајковски, па на јавното предпријатие Водовод и канализација, па тогаш испадна оние недоразбирања, несогласувања со тогашната градоначалничка Данела Арсовска и како што се зборува недолични однесувања и така натаму, па тој беше тогаш разрешен, но всушност како резултат на тоа стана шеф на кабинет токму на премиерот Мицковски, за оттаму да отиде на местото министер за локална самоуправа. Место кое сега се испразнува затоа што токму Перински ќе оди во фондот за здравствено осигурување на местото на Клековски, кој само што го почна мандатот, отиде министер за здравство. Така што и ова фонд за здравствено во пакет, да речеме, со воопшто, ајде, здравството, како ќе ни функционира. Ја имаме таа рокада. Значи, Клековски од здравство министер, од фондот, а Перински од локална самоуправа директор на фондот. А понатаму, втората позиција ни е, а што правиме сега со локална самоуправа? Локална самоуправа го пополни местото Иван Стоилковиќ. Тој пакет во 2024-та влезе во извршната власт, токму со доаѓањето на власт на коалицијата на ВМРО-ДПМН, како вице-премиер и потоа стана министер за односи меѓу заедниците. Сега тој веќе стана практично министер за, не видов дека примопредавањето завршено, но како и да е тоа веќе експресно се прави, затоа велам кај Клековски е тоа завршено. Стоилковиќ е новиот министер за локална самоуправа, па што можеме да очекуваме тука, особено имајќи ги предвид сите исто така деликатни околности во локалната самоуправа. И третиот ни е пак Ѓоко Велковски, тој е исто така од ВМРО, економистот Ѓоко Велковски, кој ја извршуваше функцијата заменик министер за социјална политика, демографија и млади. Значи, ова исто, и тоа како сензитивно подрачје, демографија, млади, социјала. Основата на едно општество, создавањето на темелот, суштината, субстанцата, да се планира демографија, да се дојде до млади и потоа да се обезбеди социјалната политика, тоа се предусловите за општеството. Значи, едноставно да се има материјал врз основа на кој ќе се гради општеството. Тоа е како да се гради зграда, а нема луѓе во него. Значи, треба да има план, да има луѓе кои ќе живее. Тоа е тоа, демографијата, младите и нормално организацијата нивна социјална политика. До реконструкцијата оваа функција извршуваше Фатмир Лимани, инаку професор по историја, кој од 22-та беше и подпредседател на политичкото движење БЕСА, па потоа сето тоа премина во партијата Вреди, и сега на негово место доаѓа Ѓоко Велковски, со тоа што од заменик министер станува министер. Што значи дека како заменик министер имал сигурно, ако ништо друго, увид, а веројатно и удел, да се надеваме позитивен, но и некои визии, како што тие велат, јасни перспективи, познавања, кои сега би требало, може би, да се надеваме да ги преточи во дела, со оглед на тоа што ќе биде на позиција министер на ова ресорно министерство. Ова би биле трите сфери, ресори, за да биде пократко и вака е релативно обширна темата, барем текстуално, ставени се скратено здравство, локална
самоуправа и социјална политика. Се мисли, значи, на тие министерства. Што можеме да очекуваме, дали ете некакви промени во овие ресори, можеме да се надеваме на некакви промени од еве овие луѓе кои, како и да е, барем да речеме од Клековски, познати ни се, ете, и претходно го гледавме, од Стоилковиќ исто така, Ѓоко Велковски пак некако беше онака во заднина, бекграунд што велат, но клучна позиција. Овие се пак, особено Стоилковиќ, сосема различно од односи со заедниците, сега локална самоуправа, а повторно кој ќе видите некакви односи со заедниците и таа локална самоуправа се односи со заедници, местна заедница, етничка заедница, каква и да е, може би има допирни точки. Клековски е во здравството директно, но повеќе лекови и така натаму, а Велковски во Министерството за социјална политика, демографија и млади бил практично десна рака, заменик министер, што значи еве сега само дајте ми прилика и ќе видите што можам да направам. Еве од заменик, еве министер. Ете, ова е предлогот за денеска, вашите размислувања, штом веќе е завршено, имено имајќи предвид дека и Ѓоко Велковски веќе ја презеде ова функција, исто како и Сашо Клековски, може би ете во овие моменти исто Илковиќ или утре тоа ќе биде, што значи експресно веќе тоа се завршува, уште не се оладиле сите оние препукувања, оние тешки зборови од вчера, а тие веќе си седнаа во фотелите, па и ние да се прашаме што можеме да очекуваме од нив, од нивното бајте, дали седење, но и работење секако. 60-91-924-925, добар ден, кој ни е прв, повелете. Добар ден, повелете. Се слушаме ли со некого, повелете? Исо. Да. Ајде, ја ли сум? Вие ве слушам, ајде, повелете. Ја со врските... Добро, само додека пробиеме мраз, еве да. Да, толку лесно. Ајде, готово, повелете. После полесно. Преска падна муабет нешто околу некоја присоединување кон некоја асоциација таму на некои волни, значи некои што имат волја нешто во одбрана на Украина и војна против Русија. Не е интернет за фрканција. Озбилна е работа. Значи ние сме дел од тоа. Па ја вака би ги прашал сега ве нови министри, не знам само со што ќе има ПВО, да речеме ако му текне на Русино тука да пушти некој така од тие Искандери или така, со што ќе се браниме. Ние вака како членка на НАТО со стратешкиот партнер. А да, авиони не бе, јас заборавив, но ние авиони нешто треба да прелетува преко наша територија, нашиот јужен душман. Видиш, и од Иран така ќе не бранат исто. Значи не е лага вистина, а инаку за овие министерство што да каже човек? Више, знаеш што, стана напорни, како да ти кажам, замараат, више, дали се убедени дека ние треба да им веруваме. Са има луѓе што веруваат, не сега фанатици кои убаво објаснуваше некој преска и пред него тука да гледа, значи пред него да се дешава настанот, да го гледа, све да го слуша, да биде присутен на настанот што ќе се дешава некој негативен настан направен од ДПН, тој пак ќе функционира, ќе живее со таа идеја дека он треба тоа да се поддржи, колку и да е негативно, ама дошол тука да те тепа, да те шамара, ако мораме да го поддржиме тоа едно нешто. Ево веј, таки министри, такви од таков отпад, се ајде поздрав. Благодарам, поздрав до вас, добар ден. Кој ни е следен? Каринина Лидија. Ве молиме под... Повелете, добар ден. Се слушаме ли? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Па вака сега Исус, за да направиш добра емисија, треба да ги вратиш старите коментари за Алију. Како истите беа реакциите. Хаос, мислам, на хистерија невидена. Замислете, Мицковски, Гоморо, ДПМН му го дадоe здравство на албанец. Кој ќе не лечи сега? Се сеќавате така? Да. Така,
Сега испадна дека жалат по Алиу. Но добро, еве, дискутираме, може би и да утврдиме дека не сме задоволни, како и да е, да. Добро. Ама не е важно, сега ти кажам. Да, разбирам. Првиот бран. Сега истото е кон правда. Замислете, правда му даде на албанец. И сега како ќе правиме? И на крај сега се сведба то, а што очекуваме од здравство? Па очекуваме дека во 8 сата ќе бидат докторите на работно место. Тоа очекуваме, за да може да проработи мој термин. Иначе ако сакаш, кој сакаш од постојка земи некој министер и донеси го, пожелба во Филипче да обратиме, ако докторот не е во 8 сата на работа, немаш мој термин. И значи се пропаѓа, така? Така испаѓа, така. Меѓутоа, како овие стално од СРСМ прават некои лоши проценки, така со територијалната беше, така со промената на името, без 80. Бугари во устав, без 80 нивни. И затоа се прават овие работи кај народот, затоа ги иди до омраза кај народот. Тука се тие работи. И затоа се створува неповерење, например, кон албанци, кон турци, ево сега кон срби, замислете сега. Сега дупло пак го мразат Стоилковиќ. Како тој сега 80 општини ќе водел тој истиот Стоилковиќ, а пред тоа го фалеа дека го средил тоа министерство. Немам да ги разберам. Едни го мразат, други го сакат. Не знаеш што сака овој народ. Дај бре, одберете еднаш нешто, нека биди како по желба на сите. Дај да веруваме уште 2 години. Уште 2 години. После тоа ќе имаме реп. Така, благодарам, ве поздравувам. Но добро, за да можеме да утврдиме или барем да се обидеме да насетиме што би можеле да очекуваме од полза, може да ни биде споредбата со претходникот како континуитет, не нешто повеќе. Значи, во таа смисла, јас не би правел споредби сега, еве, не знам, или Клековски, сега што туку дошол, а сега со Филипче. И така натаму. Тоа е веќе завршена, па и потрошена работа на некој начин, па во политичка смисла, ако ништо друго. Или се едно, сега и да правиме споредба па со Заев, или со Ковачевски и така натаму. Тоа се, велам, значи, завршени работи. Но, ако се прави споредба, токму споредба во таа смисла, велам, како континуитет, Алиу, и ова добро што го кажавте, да, дали се било со стојалиште релативно скептично и дали тоа било оправдано или неоправдано. Ако утврдиме дека ете без основа пристапот бил скептичен кон Алиу, значи дека и ние реално проценуваме, но и дека тој направил нешто. Дека всушност сето тоа било како резултат на пристап, на се што е ново се гледа со одредена доза на резерва, непознаница и така натаму. Но зошто сега би правеле паралела Алиу со Филипче, или Клековски со Филипче, па дури или Таравари со Филипче и така натаму. Веќе едноставно тоа не значи дека не треба да се прави. Но некоја статистика, некоја, не знам, историја, некоја таква статија, која повеќе фактографски треба да извади. Кој што, како, во кој период, каква трага оставил и слично. Па фактографска некоја, историографска и слично. Во таа смисла сега Филипче, тогаш па министрите сите поред да се анализираат. Тука, велам да го фатиме тој континуитет, за да можеме да процениме што можеме да очекуваме, е некако овој кој заминува, што од него сме почувствувале, ако сме почувствувале, за да имаме основ да очекуваме од овој другиот. Значи да ни она појдовна точка. Таа може да биде 0, ништо, стои здравството. Ајде да видиме дали ќе почувствуваме дека ќе мрдне со овој. Или сме почувствувале дека мрда со овој, останете тогаш на тоа чувство дека мрда, дека се движи, нека ни биде тоа појдовна точка, калибрација, за да видиме сега со Клековски дали ќе забрза, визави пораките на премиерот, нова енергија, нов импулс, ново забрзување, нова иднина и така натаму, или ќе забави и ќе застане. Затоа, велам, во таа смисла да се спореди едноставно, дали шишето било полно, полупразно, празно сосема, за да видиме сега ова ново што ќе дојде, дали дополнува или празни.
Тоа е. А сега да се споредува со тоа, имаше порано еден пијалог пред 10 години, тоа е вело, може фактографски да се прави, што сега ќе се прават со Филипче и слично. Филипче, впрочем, во сосема друга категорија, сега председател на политичка партија, со здравството пак и не знам каква врска има, не дека пак овие нешто не за конкретни, но и поголемиот дел кој ќе видите. Ете, за земјоделство, студии по одбрана и што да се земјоделство. Но, повторно велам, нема некаква директна врска. Затоа велам, или Заев сега, а што сега? Актуелен премиер, па постојано се осврнуваат, кој се осврнува веќе? На Заев. Па не е категорија веќе, не е квалификуван, нема што да споредуваме. Тоа што завршило, што поминало, да се споредува. Тоа е исто како и ние, не знам, а нешто периодите таму на мрачното доба на, што знам таму, некои периоди во историјата, па да се осврнуваме, не е ова Втора светска војна, гледате сега, каква врска има Втора светска војна? А не е ова Хитлер, не е, што има врска Хитлер? Така и ова велам, што има врска сега и Заев, и Филипче, и така на Филипче, како во ред опонент на опозицијска партија, председател, но што сега со Клековски, што ќе направил во здравството? Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, повелете. Ве поздравувам. Исто и јас, да не сме се чуле одамна. Да, па некем да бидам наметлив. Ба, нека, добро. Затоа што не е тоа селска кооперација и кој кога ќе му текне да се јави, овие постојано што се јавуваат, секој чест нека се јавуваат, ама све ветер и магла што се јавуваат. Сакам да се надоврзам на ова рокада околу министри. Да. Сето тоа е, што да ви кажем, лук и вода. Таа рокада ништо не ви значи. А компарацијата што ја назначивте преска, да, има компарација, пошто доста луѓе ги слушам, социјално зимале за време на Заев на 5, а сега зимаат на 10. Тогаш имале 9-10 или денара бонови, сега имаат крстајци. Ете, тоа е разликата. Кога ќе направите компарација? Јас политички не сум определен. Еве вие кажувам реалната истина од овој народ што слушам. Инвалидскиот фонд, тој со карцином, со рак, треба да му дадат инвалидска пензија, тие го прават здрав, не му даваат, например. Му даваат на тој што бил албанец или циган и му даваат на него инвалидска пензија по рамковен. Па да фатиш да ги искара сите од тамука. И што сакате од ова држава да биде? Нема да биде држава, висок. Нема. И сега ова рокада компарација која ќе направиш за многу работа. Како бе таа ешелон од министер, од министер, добар министер, дај да го ставиме там министер, овој министер тука, тоа исто ко судија. Катастрофа судијата, дај да го ставиме во апелација да биде, а тој корумпиран. Тоа ти е исто. Само njega нема, што вика црбите. Од шупло у дно. И сега ќе се јавуваат некој овде, ти реков, ми рече, ги слушам, досадни ми стана, ова, Македонија. Која Македонија, бе? Гледај си сиромаштијата, бе, цените, нафта, све рипна. Кај се наоѓаш? Патриоти, све патриоти. И овие другите што се? Катастрофа се. Тоа е исо. Толку имам да кажам, биде ми поздравени, се најдобро. Благодарам, поздравувам и јас, но укажуваме те да водиме сметка, употребуваме и термини кои се оние како што се признаени во случајите и по етничките заедници Роми или sejedno афроамериканец, зависи што е, за да не се свати во погрдна навредлива конотација, особено кога станува збор за колективно спомнување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете. Па еве компарација. Груевски е невин, ВМРО ги добија Белата палата, Бетон отиде во Штип, во стечај. Што сакате подобра од компарација тоа? Истата судика што претходно го суди 6 години, денеска ти вика не е крив. Ослободителна пресуда. Што понатака друго да збориш? Што да кажеш? Така и ова со министриве. Сега ќе им треба период на усогласување, па знаете, нови се, па доваму, па тимови, па нови вработени, ова, и отиде мандатот. Или како денеска што доживеав, пази, молим те, го оправдуваат ставањето, пазете, патриот човек од Пинтија, што се јавува, ме извади од так денеска, се дека се глуми на телевизија дека е патриот, он го оправдува, иджет меѓите што во чај ги става имињата на командантите на УЧК,
на улиците, не утепали они никого во Арачино. Па тие полицајци што застрадаа во Арачино, ја ли ќе утепам? Да го прашам. Еве јавно го прашам преку телевизија. Го правдаше денеска Диџет Меджиди што ставил имиња на команданти на УЧК без Бадентер, без да почита по Бадентер. Тој патриот што се јавува тука телевизија, борацот што се прави патриот, Македонија тоа така многу. Па на што личи бе тоа веќе срамотилаци? Затоа сме до ова дно дојдени. Јас сум бил предавник кон патриот, денеска се треска глупости таму на Алфа. Така и ова ќе биде совладава, ништо нема да биде. Држи воду док мајстори оду. Или Николовски ја задужи држава. Дали си направил математика колку државата ќе се задужи за овие 6 проекти што ги фаворизираат автопативе? Цела милиарда и кусур ќе биде. Од каде кој ќе ги плати? Да, ќе ги направат, ќе ги наградат. Ама кој ќе ги плати тие автопати? Ќе искочи исто како со кредитите, па ќе кукаат. Имаме многу кредити, ако се задужува за Скопје 2014, кога ги зимаа парите од кинезите, мислева дека некој треба да ги врати со камата? Па сега што кукаат дека многу има станало да враќаат кредити? Така и ова ќе искочи се. Само нови народ малце бе, уште треба поише да го газат. Да, благодарам и поздравувам. Во ред е јасно компарација, но не мислев во контекст на тоа за да се фатиме за нешто што било лошо, катастрофално, за да го оправдуваме лошото сега или помалкуто лошо. Знаете како било во мрачниот среден век. Катастрофа, па немало ни вакви услови ни онакви. А сега ни е добро, ете. И знаете како биле сад 250 години независност. Па да вратиме сега како било таму. Па афроамериканците, па сегрегација, немале право ни во автобус да се возат, па посебно место ваму, па робови, Том Соер и така натаму. Еве го тоа, неколку генерации наназад. Па ние сме подобри, гледате права, какви што. Швајцарија до 70 некоја, втора или четврта, ако не се лажам, жените немаа право на гласање. Но не е поентата тоа за да ние сме добри, ако нешто не е добро. Во таа смисла, значи, утешно е, ако зад мене позадината не функционира или трепка, но добро, утешно е, барем може да се слушнеме. Добро, утешно е, но не е како што треба, тоа е поентата. Во таа смисла компарација, да, компарација, еве што велите и ова Талир беше така, нели? Но компарација, измените кривичниот законник 23-та, се си прави тоа. Само поентата е, затоа велам, да не биде, тоа било полошото тогаш, па ова лошото ни е сега помалку од тоа полошо. Тие поголеми зла биле на некој начин, па да не се буниме многу. Напротив, затоа поентата е да видиме нешто, не дали сега овој, не знам, нешто ќе мрдне во однос на претходникот кој не мрднал воопшто. Не треба ништо ни тоа малку да го мрдне тогаш. Дали ќе работи како што треба, дали знае, дали може или не, тоа е тоа. Што направивме ова, оние тогаш не знам, а вакцините ковид, а слично и така натаму. Па што да кажем, добро сега, немавме, значи, за среќа пожар во модуларна болница, затоа што помина ковидот, па нема ни модуларни болници, но затоа имавме кочани. Тоа е, значи, проблемот со тие компарации. Работата е сумирање на резултатите. Во таа смисла, што си сработил ти, заминува Алију, дај ми отчеп. Кога дојде, стави фокус на, да речеме, Клековски, која дојде за директор на фондот, и тоа како веде директор, вели, фокусот ќе биде на анализи на потрошувачката на лекови, финансиската консолидација на институцијата. Дајте ми извештај финансиски состојба на институцијата. Преди потоа. Што сте направиле? А не да видиме сега пред 20 години тие како сепак подобро е сега. Па не е тоа поентата за компарацијата, него дај ми отчет што си направил. Алију исто. Си дошол, си кажал што ќе направиш. Еве, Алију порачува, значи, очекува започнатите системски процеси во најголем дел да продолжат, да се надградат и да станат уште посилни во служба на пациентите и здравствените работници. Дајте ми ги. Отчет. Кои се тие системски процеси?
кои се направени за да станат уште посилни. Да не само ова што сме имале, да е уште што сме имале. Еве ова, што почнавме до тука, стигнавме, еве сега до зајакнете го бие. Тоа е, велам, поентата така, да се оди така континуитетот и компарацијата да се направи. Добар ден, повелете. Добар ден. Па види да му кажеме на Љупче да не се нервира. Тие патриотите таму ја лечат фрустрација на таа патриотска телевизија. Ајде вака да почнеме со ова здравството. Читав денеска сега, веројатно и ти знаеш, мислам дека од осамостојувањето на Македонија 21 министер се сменил досега ова за Министерство за здравство. Па знам дека огромна бројка, ете вие сте извадиле да, точно. негде на 18 месеци се менјале Па министри. тоа е, али едва 13, тука е просекот да најмногу. Ни половина мандат не одат. Така, можете да замислите, значи на секој фактички човекот, еве и овој слушам и од тие и од таа страна, од сите дека го фалат овој човекот, Азир Алиев. Дека ете, почнал нешто и правили нешто подобро. Не знам што им била поентата да го сменат и да го стават овој од сите министри што ова, јас мислам дека ќе биде најнеспособен. Да, али ја кажа, мене не ме прашале дали сакам или не сакам. Така исто, па тоа ми беше зборот, значи треба да ја проценат народот, читам, значи по мрежи, овие социјални мрежи, дека сите се фалат, и македонци, албанци, и турци, и роми, и сите се фала дека овој нешто сакал да направи и почнал да прави. И значи он него го смениле. А го досад овој што сигурно најнеспособен ќе биде у тие 21 министри што се у здравството. А тоа е Боже здравје ќе има, ќе правиме муабет за тоа. Исто за ова труд и социјала што е. Да. Мислам дека за на време на Груевски дадоа нешто на народот, да се шири, да се развива наталитетот на народот. Да се прават околу мене, гледав така, по 2-3 деца правеа и зимаа по некои 150-200 евра. А веќе истече времето, така. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Поздрав, се слушаме, повелете. Од Кавара се јавувам. Да, ве поздравувам. Добре дојдовте. Кавара се е еден од најразвиените градови. Сега се зборувам јас за образованието и па исто за земјоделието. Во тек тој што ме критикуваше со зборувал се за иста тема. Дали е свесен да се направи една репортажа, значи земјоделието е скроз унишено во Македонија. 2 милиарди даваме за увоз на храна. Нека се направи една репортажа во цела Македонија. Сето е трънје и пораснато. Дали е се нека дојде он во Кавада да работи земјоделие, лозарство, покото. Ето зло да реđe дојде на Македонија. И за тие груевски, тие груевски под хитно земе да го апса за Скопје 2014. Толку за тие пари може да се направеше Чеврени и Галиши. Преској да гледаш го фале груевски, груевски одма земе да го апсат. И за тоа 27 април он ги насрска тие луѓе што отидоа во затвор. Значи, неговите тие беше на Груевски. Груевски одма треба да го депортират и да го апнат исто со овој груби што е. Директно у Изризово. Но добро ете, видовте сега ослободителна пресуда. Тоа тие се намалуваат се повеќе и повеќе. Да, добро. Па такви проблеми направи Груевски. Тие Груевски. За Скопје 2014. Не е само Скопје, Македонија. Вучич кажа, не е Белград, Србија, на трешноста. И тие еден што зборува Вучичевци. Тие буга. Дали е слесен он? Ни сега имаме најдобри односи со Србија. Тие што вика Вучичевци. Тие буга. Нек си оде. Добро, благодарам, повелете, добар ден. Добар ден, исто. Да, поздрав, се слушаме. Сите влади на ВМРО се милиарда пати подобри од владите на СДС. Сите влади на ВМРО се и по македонски, и по успешни, и по
понародни влади, сите влади на ВМРО. Груевски, како премиер поранешен, ја воздигна Македонија со фабрики, индустријски зони, со споменици за наши македонски херои, со помош, субвенции, со трактори, комбајни за земјоделие. А со него бевме македонци и Македонија. Тие што го рушеа и мразеа Груевски, како овој пред мене, се заслужни за фашистичка северност, за бугарски договор. Вучич кажа дека Груевски многу способен премиер и беше советник на српска влада. Тие неки предавници го срушија Груевски, го скрушија ВМРО и го донесаа Груби и Ахмети да ни ја албанизираат Македонија и да ни преговараат за наш македонски идентитет со бугарски фашисти и со грчки фашисти. За сегашните министри очекувам поуспешна работа, поголем ангажман, а за да биде Македонија поуспешна зависи од секој жител во Македонија. Ако увезуваме храна, тој е срам за секој што купува странска роба, а не купува македонско млеко, не купува македонско брашно, не купува македонска вода, не купува македонско масло. Купува се странска роба и после се чуди зашто увезуваме храна. Вие како купци сте креатори за купување и обстанок на македонско земјоделие, а не да сте уништувачи лицемери. Македонија полни буџет и фондови со купување македонски производи, а не за купување странска роба. Поздрав Македонија. Добро, поздрав, мислам дека се увлекувате, иако еве не би требало, не може веднаш да препознам, но мислам дека е договорено и заради други причини секако. Не е проблем да се кажува што се кажува, иако исто така се излегува од темата и така натаму, но едноставно, велам, ако се некои работи договорени и завршени, затоа кажав, како и тие одредени кариери кои да се некој бил и политичар и премиер за вака фактографски во ред, но што сега да правиме паралела, актуелен премиер кој сега води, раководи и така натаму, сега не знам Љупчо Ѓоргиевски. За некои, велам, други податоци и така натаму во ред, но премиерот визави резултатите во периодот на неговото, условно ете, неговата позиција, ајде, не владење, да не звучи дека владее некој и така натаму, не сме, барем вака сме ете демократско општество, иако не ставаат и во тоа хибридно. Така што во таа смисла, кои се резултатите за да знаеме што може да се очекува подобро и дали може да се очекува. А може да се споредат резултатите од времето на тогашниот премиер Ѓоргиевски, да речеме, или sejedno Ковачевски и така натаму. Какви биле споредени со резултатите со актуелниот. А што ќе ги споредуваме сега луѓето? Тоа е тоа, велам, значи не интересира какви резултати ќе имаме, актуелните резултати се такви, подобри се, да речем, или полоши со овој премиер, отколку со, не знам, предходниот. Па во таа смисла еден графикон, да речеме, кај овој премиер бележиме опаѓање, па потоа кај другиот зголемување на нешто, зависи, нели, што е БДП, како и да е. Добар ден, повелете. Ало. Да, поздрав до вас, повелете. Добре. Да, Ај што се вовлече овој некултурен, безобразен патриот од прилеп не дискутира за темата. Па да, се вовлече, па извлече од темата, добро. Не, се едно исто, купујте домашни производи, па партијата негова ија за која гласа на власт е, па нека не дозвола да се вози из храна, нека возможност на земјоделците, на млекарите да продават млекото, на земјоделците да ги пласираат на домашен пазар тука во нашите маркети и произведите. И само да му кажам, за време на Груевски, Македонија ВМРО го доби најголемото удар, најголемото срам. За време на Груевски, Сашо Мелко стана најголемиот криминалец во цела Европа, познат на сите криминалци. И го сруши името, го руши угледот на ВМРО, ДПМН. Не само тој и стрите како него така, за тоа време. Иначе сега јас се кажа конкретно зова, кажа па се кажа, овие рокади се извршени од притисок на меджите, затоа меджите што е дојден од Учака во времето, не е од Дуи, него директно од Учака, од тој беше Вучака, се со цел
Стоилковиќ е сменет само за да ги врати овие сега блен работници што седеле доба неколку илјади, што земале плата и што ги тоа и криминал што прекина Стоилковиќ, ови да го повратат истите, се земат по плата да видат и што се уплашија од овој министерот за правосудство дека нема да го донесе законот за полагање на правосуден испит на албански јазик. И за тие причини се рокадите извршени за да опстане ДПМН се дуи заедно означено се учека на власт да продолжат да е мозат Македонија. А сада само ништо не се подобри. Меѓутоа сега возбудување за актуално сада само било и завршило. Благодарам, повелете, добар ден. Ало? Да, добар ден. Добар ден. Повелете. Добар водител, што така има еден господин водител, добар водител. 40 минути помина, јас сум седми слушател. По 2 минути рачунете колку зборувавме. 9. Девети ли сум јас? Да, проверете, брате. Ајде, добро. Ако сакате прецизно, да. Ајде, добро. Не велам дека е тоа добро, но подобро од 7, а не е точно 7. Добро. Ајде да се подсетиме за работата е. Повелете. Вака сега резултатите од промените во ресори се здравство, локална, социјална. Дали гледа народо? Јас не окривувам некој, меѓутоа да погледнеме, дали гледа народо дека Министерството за економија, кој ќе произведе патлижани во Македонија, ќе дозволи стотици тони увоз на патлижани од некаде. Кој ќе произведе јаболка, дозволува увоз на јаболка. Кој ќе произведе ориз, дозволува увоз на ориз. Нека погледа тоа Министерство за економија кој го води и на кој ќе дозволува увоз на тие производи. Тогаш народот купува македонски производи и да биде задоволен. Инаку, владите, партиите како партии, владите како влади, кога прават промена сервиси на министрите, зошто ги прават? Нека помисли народот зошто. Дали за доброто на државата или за волјата на партиите. Ова, што рече пред мене човекот, дека партиите инсистира да се промени министерот за правда, по цена да го изгубат министерот за здравство, пошто правда не е поважна. Меѓутоа, нашите македонци во влада, во собрание, дали гледа дека неколку министерства, што се македонски, треба македонци да ги водат, ако сакаме добро. Да, благодарам, ве поздравувам. Земи, му вели домакинот на гостинот, почасти се, земи слободно. Зема, вели гостинот, веќе 2 парчиња изедов. Ако зборуваме сега за колку 5 изеде, не 2, туку земи ти велам. Така и ова, не беа 7, туку 9, сега е 10-тиот, а што не значи дека не треба да забрзаме, јасно. Но само вие послужете се. Добар ден, кој ни е следен? Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Да се надобра за местно за реконструкција на владата. Како министеров заборави да отворите едно министерство за говор на омраза и поделби. А министри да беа Тиисо и Роберт од Канал 5. Да стате со овие емисиите, правите омраза меѓу луѓето, поделби. Се едни стручњаци ви се јавуваат, дали ти вие му се јавуваат или тие се јавуваат. Еве, 4 дена 5 вртам, не можем никако да ве добијам. Дајте некои ведри теми, луѓето да ги зближат. Ова неподносливо е вашето. Пушти на 24, од сабајле до вечер си ти. Пушти на Канал 5, Роберт, од сабајле до вечер и тој. Се некои теми шкакливи, некои што не доликуваат за ова време. Луѓето се толку замразени, поделени, што стварно треба да му се тргне вниманието додатно подобро. Не знам што е. Дали ова некоја уредничка политика е, дали се спрема некоја шарена револуција, пак уште еднаш. Не знам што е работава. Толку од мене. Бидете поздравени. Да, благодарам, ве поздравувам. Бар не знам зошто ви се спремало што и да е. Особено ако утврдуваме дека еве ќе бидат подобри работите, реконструкција што може да очекуваме. Не е темата да
особено не одна предпоставена да критикуваме. Види кого ставиле туку напротив, еве, нова енергија, ново темпо, може ли да се надеваме на нешто подобро? А ете и тоа не е толку еднозначно што велите. Префрлете на 24, јас на Канал 5, Роберт, па и тоа ете, ако ништо друго двајца има, па може да се бира и помеѓу нив, а и помеѓу нас двајца пак има други, знам и таму има и ете, и други. Ако не, јас овај, ете, да не зборам за Роберт, попријатни ликови, и девојки и така натаму, значи разноликово, таа смисла родово. Исто и таму, така што, ете, може и на другите медиуми трет некој. Мислам, не можете да го видите Роберт на било кој друг канал, освен таму, ниту мене на никој друг канал, освен тука. Што значи, на кој канал и да свртите, некој друг ќе видите. И, значи, повторно има некако можност на избор. Знаете, на кој канал кого ќе видите, па бирате пак помеѓу некого. Би било тоа да сме ние на сите канали. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав Исо до тебе. Благодарам. Поздрав до 24, супер сте и вие и Канал 5 и Роберт и ти. Пали ја еден телевизија за малце квизови со Вели, ама потом тоа. Ја нема еден. Него да се задржиме за темава за новиот министер, да си го отвори ало докторе и да се праша за тоа. Ете, така, да. Иначе секоја честитки до него, нека му се среќа на Клековски, али барем ете, Тодоров го отвори, нека го отвори сега и Клековски. Редно мислам дека е. А за телевизије пак ќе речем, супер сте, фали само уште еден телевизија, ако ја има некогаш. Да не одзимам од времето. Така. Ајде, поздрав. Ви благодарам, поздрав, ало докторе, го имаме на ум секако, ете, ајде новиот министер нека се малку акомодира, прилагоди, па ќе го прашаме. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, да, се слушаме. Абе, не знаем дека толку си популарен, цело време твоја телевизијата била. Па добро, кој како... Јас вака се слушаме, ама не знае. Да. Не знаев ни јас што да кажам, да, ете го. Дека само ваша била телевизијата. Не е важно, ај одиме понатаму. Па и вие исто, не знам, да еве посведочете, не ве бираме ние, така ли? Мислам, не ве и вртиме. Фала Богу, ама што ние не можеме со слика да ти се јавиме, тоа е разлика. Така. Ево, добро, ти времето види тоа не. Да, дајте му на гледачот малку, ајде. Резултатите од промените во ресорното здравство. Мене не ми е јасно, ако некого го фалиш, до вчера го фалеше, партиски знаеш дека не зборувам, ако до вчера Мицковски го фалеше министерот за здравство, зошто го менува сега? Значи, јас поставам прашање, нека слушаат гледачите. Зошто го менуваме министерот за земјоделие, кај што најпојќе ме боли, бидејќи се бавам и со земјоделие. Што е човекот крив? Ни роднина, ни ништо. Што е човекот крив? И што тој од дома ќе дојси пари да исплати субвенции за градинарство, за опции, за ова, за било што, за млеко. Или се ове што го ставаме, па од дома ќе донеси. Ова игра без игре ме личи. Не можеш ти да го менуваш некого, да речеме, ако да е добар. Сега, што сакав друго да речам? Ако во претходната власт некој по канцелари играше фудбал, сега овие си играат па фудбал. Не, ние ќе клајме на судството наш човек, за да си слушнал ти од дуиде осуден некој за нешто? Си слушнал лотарија на Македонија кај НСОН? Не. Гледај како договорено, само да се седело на столица. Македонски народе, свести се, ти треба улица, поштено ти треба улица, не со... Благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, но рековме да не заговараме какви да се... Повелете, да, насилни. Добар ден, да не одземам време. Добар ден. Действија. Добар ден, почит. Да, почит до вас се слушаме, повелете. Поздрав до телевизија 24. Поздрави до вас. Значи, да, легалистички се во рамки на законот и така, да, повелете. И јас очекувам шарена револуција од опозицијата, конкретно од СДС, Левица и ДУИ. Зошто да не?
секако многу има критична маса, гледам се охрабруваат стручни луѓе, интелектуалци, го критикуваат Мицковски дека не е способен, дека врска нема да води ни влада, ни држава. И јас му давам поддршка на СДС левица и дуи да направат нова шарена револуција, зошто да не? Например, Апасиев во парламентот кога беше реконструкцијата и претходно на Панче Тошковски му подигна 2 интерпелации. Например, СДС кога владееше со ДУИ немаше од левица ни една интерпелација, например, кон Оливер Спасовски. Иако вечер на 27.06. ова година објави Спасовски масовно бркал луѓе од работа, државата сега треба да плати 20 милиони евра. Меѓутоа за левица тоа не е проблем. Тие се против Панчевски. И при тоа му кажа: пазете господине Панчевски, тројца министри на МВР од ВМРО завршија во затвор. И ги кажа Гордана Јанкуловска, Митко Чавков и Љубе Бошковски. Јас ги повикувам. Повелете господине Апасиев, имате полно интелектуалци од Чашка, од Радишани, од Охрид, од кај се тие таму, дека се соберат, од Кичево има еден, да не го забравиме. Ке го соборите Мицковски и ке земаме европски стандард, европски плати ке имаме, не е проблем. Значи, нека се оствари тоа што го сака опозицијата. Јас како граѓанин од Битола тоа го очекувам. Благодарам, почитувам. Ми благодарам, поздравувам. На крајот сме, предпоставам, или имаме време? Крај сепак. Добро, ви благодарам за учеството, за вниманието, за разговорите, за дружењето, за ова аудиовизуелна прилика. Завршува тука од сега до, барем што се однесува до мене, до утрешниот ден 12:40, нема да ме има. Слободнете, којете не би сакал да му се појавувам, може слободно да префрла до тој период, 12:40 до 13:40 пак, ке ме има и мене и сите кои сакаат да дискутираат, па кој сака нека повели, кој не пакете може да го скокне тој период и повторно да не се дружи со нас, и ете се да биде во ред, секој да го гледа тоа што го сака. Ви посакуваме таков да ви биде и остатокот од денот, ова пријатно попладне. Како и да е, во 17 часот е пак централниот дневник, чисто да ве предупредам, не знам кој ќе биде, јас нема да бидам сигурно, ако сакате или гледајте, или ако не сакате да ви најавам, па префрлете програма, некоја друга што сакате. Во секој случај пријатно попладне, довидување.